гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Голема победа на ВМРО-ДПМН е повториот круг локални избори. Партијата освои вкупно 55 градоначалнички мандати, вклучувајќи и градоначалник на град Скопје. Со мапа на Македонија обоена во партиската црвена боја. Ден по гласањето владеачката ВМРО-ДПМН ја прикажа својата доминација на локалните избори. Од Кичево до Кочани, од Брвеница до Вавандово. Граѓаните го направија вистинскиот избор. Со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО-ДПМН е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна. Со вкупно освоени 66 општини од вкупно 81. Оваа голема победа е и голема одговорност. И обврска за работа и испорачување на резултати. Но пораките на Мисајловски се само сумирано на она што синоќа се случуваше во и пред седиштето на ВМРО-ДПМН. Доминантната изборна победа беше јасна по само час и половина од затворањето на кутиите. Невообичаено рано лидерот Мицкоски ја прогласи победата. Иако подаде рака за соработка дури со опозицијата, сепак испрати порака до СДСМ дека мора да се реформираат. Порака стигна и до коалициската вреди. Секој кој работи чисто етнички, а не обединувачки, ќе замине од фотелјата. Факт е дека гласачите кои што гласаа за Влен не излегоа и не го поддржаа Орце Георгиевски. Предпоставувам тоа била таква одлука на гласачите и тоа е што е. Тие кои што не застанаа позади тие вредности, како што беше оној кандидат во Брвеница, се поразени и сега ќе бидат и разрешени од таа позиција која што имаат во владата. Жалам што се обидоа во една мултиетничка земја да играат на таа кревка карта. Овој резултат е и порака до СДСМ. Морам да признам дека не сум среќен поради нивниот дебакал. Но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше, не фати чекор со времето. Вечерва не славиме против никого. Славиме за Македонија. Помалата излезност го натера лидерот на ВМРО-ДПМН да вети повеќе работа, коментирајќи дека тие што се уште не биле убедени на збор, ќе ги уверува со дела. По победничкиот говор, Мицкоски замина да слави со новите градоначалници на Брвеница и Кичево. Според него, најголемите победи во овој втор круг. Кичево е една интересна средина каде се испреплетуваат многу култури, многу вери и многу нации, но затоа сме богати. Затоа имаме убав живот. Не сакам со живот да кажувам, сакам живот, ние убаво живееме и ќе продолжиме да живееме уште убаво. Од утре ќе светне силен ден. Би го наполнивте срцето со тоа што ми дадовте доверба. Не гласавте за мене како за македонец, гласавте за мене како за човек. Наистина, окото е полно и душата е полна. Ви благодарам за се што правите за нас. Да му посакам успешна работа, а ние како влада, заедно со него, ќе сториме се што можеме и се што е во наша мок да реализираме проекти, многу проекти кои што ќе значат подобар живот за кичевчани. По изборната победа, рано наутро Мицкоски заедно со подпредседателот Муцунски заминаа на пат во Европската престолнина. Катерина Нешкова, Сител телевизија. СДСМ пак го доживеа еден од најголемите порази во неговата историја, освојувајќи само 6 општини. По само 6 освоени градоначалнички места на локалните избори се нижат оставки во редовите на СДСМ. Поради лошите изборни резултати и начинот на кој изминатиот период се раководи со партијата, од општинската организација на СДСМ во Ѓорче Петров неотповиклива оставка поднесе Костадин Ацевски, кој беше кандидат за градоначалник. Во снимена видео порека Ацевски повика на одговорност и оставки од Филипче и целото раководство. Поднесувам неотповиклива оставка на функцијата председател на општинската организација, како чин на објективна и морална одговорност за лошите резултати на локалните избори. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат
и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Предходно Јана Чупеска поднесе оставка од подпредседателската позиција во СДСМ. Во разговор за Сител не сакаше да ги коментира изборните резултати и мотивите за оставката. За сите работи што се случуваат треба да се разговара внатре во органите на партијата, а не на медиуми и во тој контекст. Јас ќе образложам детално мојата оставка согласно статутот на партијата на седницата на Централниот одбор, па дури потоа ќе давам изјави за јавност. По првиот изборен круг од Скопската градска организација замина и Ѓорги Галетановски. Неговата оставка веќе била депонирана во партиската архива. Никогаш не сум имал потреба да се правдам, но должност ми е јавноста, медиумите и другарите да знаат дека Чомбе никогаш не молел да биде претседател на градската организација на СДСМ, ниту да биде кандидат за советник. Функциите ни се вечни, но вредностите и пријателствата се. Филипче пак не размислува за оставка и повлекување од партијата. По преброените гласови прогласена победа во Центар, Македонска Каменица, Зрновци, Богданци, Крива Паланка и Кривогаштани, најави сериозни кадровски и политички промени во рамки на партијата. Овие избори се јасен патокас за СДСМ, секако јасен патокас и за мене као претседател на партијата. Јасно е какви промени треба да се направат политички, кадровски и како што веќе најави, веќе следните денови тоа ќе се случува, ќе има седници на извршниот, на Централниот одбор на кој што ќе ги обзнанам тие промени. Не, јас кажав и минатиот пат. Јас сум претседател многу краток временски период, година и неколку месеци. Славеничката атмосфера во изборните штабови на кандидатите на СДСМ синоќа беше реткост. Победата во Центар ја прослави Горан Герасимовски, кој доби доверба за втор мандат. Градоначалник е огромна чест и признание. Да те изберат два пати, за мене значи најголемо признание и чест. И што повеќе, затоа што тоа за мене е највисока одговорност и обврска. Недобриот резултат на СДСМ кој го имале на локални избори во 2017 година со 57 освоени мандати, а полоша состојба моменталната има на изборите во 2013 година со само 4 градоначалници. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Вреди тешко го порази Дуи во битката за градоначалници, освојувајќи 9 наспроти 4 на интегративците. Вреди победник во градоначалничката трка во албанскиот политички блок на локалните избори. Вреди вчера доби 4 нови градоначалници, плюс победа на независниот Менди Ќура во Струга, кој беше поддржан од владината коалиција. Националната алијанса за интеграција, предводена од Дуи, вчера на контото додаде само уште еден градоначалник. Со тоа, Вреди има 10 градоначалници, ако го сметаме и независниот Ќура, нај 4 градоначалнички места. Со вакви изборни резултати Вреди се прогласи за втора политичка сила во државата. Представниците на партијата велат дека граѓаните покажале од и деструктивните политики на Дуи веќе не поминуваат. Денес конечно се заокружи промената кај албанците. Влем постигна убедлива победа речиси во сите општини каде што бевме во вториот круг. Време е Али Ахмети да поднесе оставка, ова партија да се реформира, доколку сака да остане како политичка партија. Според Дуи, тие се победници на национално ниво доколку се пресметаат гласовите за советничките листи, но партијата загубила во градоначалничката трка. Дуи вчера оцени дека изборите биле кражба со грубо искористување на државниот апарат. Резултатите во некои општини не се одраз на реалната волја на граѓаните, туку последица на непринципиелни коалиции и привремени договори, кои во суштина го нарушија духот на демократската трка. Овие вештачки сојузи можат да донесат краткорочни победи на хартија, но ќе имаат сериозни последици врз досегашниот напредок и постигнувања, како на локално, така и особено на национално ниво. Но албанскиот политички блок вчера загуби 2 клучни општини. Кичево за прв пат по 3 мандати доби градоначалник Македонец, кандидатот на ВМРО ДПМН е Александар Јовановски. Владеачката партија ја доби и трката во Брвеница, каде во вториот круг Јовица Илиевски обезбеди повеќе гласови од Хаким Рамадани од Вреди. Рамадани пак уште денеска почна да бара нова работа, откако изборот на градоначалник во Брвеница го сведе на етничка тема и доби ветување од премиерот дека ќе биде разрешен, тој преку Facebook соопшти дека од денеска е невработен.
Од денеска сум невработен, јас сум дипломиран економист, барам работа само во приватниот сектор, вели Рамадани. Сепак, тој се уште ја нема депонирано својата оставка од функцијата директор на Инспекторатот за локална самоуправа. Владата се уште не може да го разреши, бидејќи мора и официјално да заврши изборниот процес. Според информации на Сител, постојат два основи поради кои владата ќе го разреши Рамадани. Даниел Василев, Сител телевизија. А кој се треба да си поднесе оставка, што велат аналитичарите, во живо прашува Мирјана Давидовска. Катастрофалниот пораз на овие локални избори кои го доживеа поголемите опозицијски партии и од македонскиот и од албанскиот политички блок, неопходно е да претрпат кадровски измени, но измени во однос на политиките кои ги имаат овие партии, така очекуваат аналитичарите, иако тие потенцираат дека промените главно треба да се случат и во однос на лидерските позиции, кои што засега го гледаат како невозможна мисија. Патем вакво нешто веќе слушнавме од истите овие партии кои што беа поразнени на локалните избори. Всушност во текот на денот и од страна на Демократската унија за интеграција, која што одржа состанок на претседателството, не слушнавме дека воопшто разговарале за оставки. Такво нешто исто така изјави лидерот на опозицијската СДСМ дека не планира да замине, туку дека планира само промени во првиот ешалон околу него. Во продолжение еве ги оценките и прогнозите на аналитичарите во извештајот. Поразот кој го доживеа дуи на овие избори без исклучок треба да донесе целосна трансформација на партијата на чело со лидерот на интегративците, сметаат аналитичарите. Ова било јасна порака уште во првиот круг дека граѓаните не се согласуваат со политиката која е одбра со настапот на овие избори. Кога една партија има толку тежок пораз, треба единствено што може да направи е да рефлектира и кадровски прво да се поднови, да се реновира. Да го цитирам господинот Ахмети од неговата синоњчешна изјава, а потоа нели програмски да се реформатира на начин на кој што би се обидел да се врати во политичката игра, во политичкиот надпревар. Мислам дека таа е ситуацијата во која што се наоѓа ова партија денес. Сега, дали може партијата да се реформира без да се смени председателот, лидерот на партијата? Мислам дека е тешко тоа да помине. Не би усмета дека овие изборни резултати се голема лекција за владеачкото мнозинство. Според него бројките покажале историски најниска излезност со најголем број поништени гласови, кои се одраз на незадоволството на граѓаните кои не виделе понуда ниту во опозицијскиот политички корпус. Мислам дека ниту ВМРО ДПМН, ниту пак ВЛЕН може да се чувствуваат комотно во оваа позиција, бидејќи видите они победија во градоначалничките трки. Меѓутоа, параметрите на излезност и на, посебно тој на излезност со неважечки ливчиња се на некој историски максимум. И сега тоа незадоволство и опозиционо расположение не беше привлечено од понудата на опозицијските партии, така што имаме сега, значи од СДСМ, од Левица и од НАИ. Меѓутоа беше искажана на овој начин, значи преку абстенирање и преку историски високиот број на неважечки ливчиња, посебно во првиот изборен круг. Иако промените се неопходни во врвот на раководствата на поразените партии, аналитичарите не очекуваат промени бидејќи проблемот го гледаат во статутарните механизми кои речиси се исти во сите политички партии, кога е во прашање менувањето на лидерството. Повеќе од известно, и тоа историјата нам не го покажува, дека ќе се појават и се јавуваат такви внатре-партиски дебати во поразените политички субјекти. Меѓутоа, истовремено пак искуството ни кажува дека некакви подраматични лидерски промени во таа смисла не се случувале заради повеќе причини кои што се особеност на партискиот систем на нашава држава. За помалите поразени партии, аналитичарите прогнозираат нивно тивко замирање од политичката сцена по овие изборни резултати. Тие немаат структура надвор од председателот и неговиот најтесен круг на соработници. И во такви случаи многу поверојатно е во
тие помали партии да се случи или да отпочне процес на тивко замирање, отколку некаква драматична промена на лидерство со оглед на фактот дека не постојат луѓе надвор од најтесниот круг на соработници на актуелните претседатели на овие партии. Дуи сепак не се разговарало за оставки на денешната седница на Централното претседателство. Од партијата соопштија дека се дискутирало за сите внатрешни развои во партијата и за коалицијата и донеле одлука да одржат конгрес на 20 декември. Оставка не планира ниту претседателот на СДСМ Венко Филипче, кој по изборите најави дека отпочнува процес за кадровски промени на првите луѓе околу него. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Следните вести се во 23, до тогаш останете со програмата на Сител.